Добар ден, ова е почетокот на најновата Телма амбуланта. Денес во светот истовремено постојат два спротивни проблеми – глад и дебелина. Дали е можно прекумерната ухранетост да биде поопасна од подхранетоста? Иако никогаш не сме имале повеќе информации за здравата исхрана, се повеќе луѓе се соочуваат со хронични болести поврзани со храната. Па каде грешиме? Колку е безбедна храната што ја јадеме и на што треба да внимаваме кога ги читаме декларациите на производите? Разговараме со професор доктор Игор Спировски, специјалист по хигиена и здравствена екологија. Разговорот следува по блокот реклами, а како и досега ќе оставиме простор и за ваши прашања. Останете на Телма. Октомври е месец кога се одбележува денот за правилна исхрана. Токму затоа, денеска во Телма амбуланта зборуваме за исхраната со професор доктор Игор Спировски, специјалист по хигиена и здравствена екологија од Институтот за јавно здравје. Професоре, добре ни дојдовте повторно во Телма амбуланта. Добре ве најдов, секогаш е задоволство. Денеска над 673 милиони луѓе во светот гладуваат, истовремено расте бројот на лица со дебелина. Ова се официјални податоци. Па како може да коегзистираат глад и дебелина истовремено? Значи, два спротивни, но еднакво големи здравствени проблеми. Тоа е потекнато од растечкиот тренд на луѓе кои што се соочуваат со вториот проблем кој што не го подразбиравме под терминот малнутриција, а тоа е прехранетоста или зголемената телесна тежина и дебелината. Долги години, па и ние кога учевме медицина, а и во литературата, под зборот малнутриција се подразбираше само неисхранетост. Сега не е така. Велиме, спорот малнутриција е преформулиран во сите форми на малнутриција. Тоа значи дека малнутриција е неисхранетост, но и прехранетост и овие ризици кои што се поврзани со зголемена телесна тежина и со дебелина. Од таа причина, заради неколку промени кои што се случија, мислам, последниве 50 години на светско, па и на локално ниво, почнато е да се истражува коегзистирањето на овие два феномени. Причина може повеќе да има. Едно е нутритивната транзиција, значи преминувањето од традиционални диети, традиционална исхрана, кон исхрана со зголемено ниво на преработена храна, која што се внесува во нашиот организам, или сега и ултрапреработена храна, како што е наречена, има и таму подкласи. Второто е и најчесто присутно во заедниците и во општествата, тоа се економските, социоекономските промени или социоекономските фактори, значи зголемување на дупката или разликата помеѓу оние кои што имаат, кој што е дистрибуиран по големата количина од светското, од националното, од локалното богатство и оние кои што се многу повеќе, кои што имаат помал дел од тоа. Може да има, ако одиме на микрониво, и фамилиарни причини. Тоа многу е поврзано со едукацијата, поврзано со исхраната во семејствата, па така, доколку нема координација во исхраната, можно во едно семејство да коегзистираат и дебелина и неисхранетост. Ретко, меѓутоа и такви случаи во литературата се опишани. Така што феноменот е, велиме, актуелен, затоа што и моментот е актуелен, таков е. Има промена во дистрибуцијата на капиталот, има промена во навиките, има засилена исхрана со преработена храна и тоа доведува некои популации во општества кои што релативно добро се, да речеме и во доста развиени земји, некои популации, не се тоа популации на маргини, туку популации кои што имаат специфики во своето живење, да бидат со неисхранетост, а они поголемиот дел од населението да биде, мислам, поголемиот дел од оние кои што се со зголемена телесна тежина и дебелина да бидат посветени, да речем, дистрибуирани во тој дел на здравствен ризик. Докторе, дали е точно дека дебелината може да биде поопасна, па дури посмртоносна од неисхранетоста? Во денешниот контекст, да. Во денешниот контекст е така, затоа што дебелината е веќе дефиниран и јасен ризик фактор, кој што од пред некое време во меѓународната класификација на болести има своја шифра, значи може да се дефинира и како болест, ајде да речеме. Ние се плашиме да го кажеме тоа, може би повеќе од стигматизација, и тоа е проблем на сите општества, не само на нашето. Меѓутоа, дебелината е поголем ризик фактор, затоа што ние не го кажуваме тоа паушално.
имаме параметри според кои може да ја прогласиме неухранетоста како висок, низок или воопшто да не постои како јавноздравствен ризик. Македонија веќе во земјите каде што неухранетоста е од низок, е проблемот низок јавноздравствен ризик. Значи имаме значајно намалување во однос на тоа како било претходно. А од друга страна, зголемената телесна тежина и дебелината, имаме трендови кои што главно се нагорни. Тие може да достигнуваат платоа, меѓутоа многу ретко се во надолен тренд. Така што во моментов и во овој контекст на светско ниво или да речеме во земјите кон кои што ние стремиме, во асоциациите кон кои што ние стремиме да бидеме, дебелината е многу поголем здравствен проблем отколку неухранетост. Тоа не значи дека јавноздравствени проблеми се. Така, да. Се нотира. Апсолутно, апсолутно. Тоа не значи дека неухранетоста не треба да се следи. Ја има и кај нас, обично е во изолирани популации, меѓутоа еве јас денеска правев некои проценки свештај за Министерството за здравство кои што имаме обврска да ги правиме и гледам дека тие преваленци ги викаме не се менуваат од година во година, стојат на релативно ниски нивоа, особено кај ранливите популации. Тие најмногу нас не интересираат. Неухранетоста кај релативно да речеме кај возрасни луѓе, кај луѓе во своја пол, во кој што е во полн капацитет на години на живот и така натаму, може многу полесно да се управува со неа отколку ако е дете од 0 до 5 години. Таму имаме сериозен проблем кој што е животно загрозувачки. Така. Кога зборуваме за прекомерната телесна тежина, дебелината. Јасно. Дали е поврзана со дали е навистина директно поврзана со бројни хронични болести како што е покачен крвен притисок, дијабетес, зголемени масти во крвта? Така е. Има доволно ниво на докази и во научната литература и во емпиријата, ако сакате, кои што ни покажуваат дека зголемената телесна тежина и дебелината или и двете заедно се поврзани со зголемен ризик од болести. Се појави 2022 на европско ниво тој европски извештај за дебелина на Светската здравствена организација, кон кој што и ние со нашите истражувања и со нашите согледувања преку Институтот за јавно здравје учествувавме, кој што излиста доволно ниво или доволно референции кои што покажуваат дека зголемената телесна тежина и дебелина е поврзана со најголем број на кардиоваскуларните болести, меѓутоа не само на кардиоваскуларните болести. Има и некои други, особено тоа се некои видови на карцином, тоа се некои дури и промени во локомоторниот систем, во немање доволно воздух да се дека се спие, онаа така наречена sleep apnea, која што може хронично да доведе и до други нарушувања, кои што може да ги афектираат ткивата, така што дебелината има, оние кои што се педантни имаат изброено некој, не знам, 213, мислам, импликации во нашето тело и во како систем на мултиорганско заболување се смета. Така што апсолутно дебелината е ризик фактор и состојба која што многу може да го наруши нашето здравје. Докторе, многу дебелината поврзува директно со класичната пирамида на исхраната, која што ја критикуваат дека е веќе застарена. Кога зборуваме за пирамида на исхраната, на дното се наоѓаат житарките, потоа овошето и зеленчукот, протеините и на врвот се шеќерните концентрати, мастата и така. И сега, дали има вистина во тоа? Бидејќи во јавноста се повеќе циркулираат ставовите дека е поздраво да се конзумира протеини и масти отколку јаглехидрати. Значи ја вртат наопаку пирамидата. Краткиот одговор би бил не, во смисол дека треба пирамидата наопаку да се заврти, а критикувањето на пирамидата на исхрана секако не мора да се сваќа како нешто лошо. Пирамидата на исхрана се појави во средината на 90-тите години преку истражувања за врската помеѓу исхраната и незаразните болести кои што тогаш почнуваа да се иницираат. И таа беше една шема која што и е ден денес, која што не е напуштена, меѓутоа има во научната и во стручната јавност разговори дека можеби би требало да се модифицира. Модификацијата не е толку во тоа што и колку треба да се јаде, туку како на потрошувачот, а потрошувачи сме сите ние, да му го направиме полесен изборот на храна. И од тие причини
некаде 2013-14, сега не ме фаќате за збор тука, некаде беше, кога се појави така наречениот тањир или чинија на исхрана, која што е пак од американски извори, која што ја дели чинијата на 4 дела, пола од нив се овоше и зеленчук, четвртина се интегрални жита, значи сепак го имаме делот на овоше и зеленчук, на интегрални жита, кои што треба четвртина од она што јадеме да бидат, и една четвртина да бидат така наречени здрави протеини, па се опишува кои се здрави протеини. И понатаму база, ако ги земеме тие 4 дела, и понатаму база се јаглехидратите кои што треба да представуваат и согласно денешните актуелни препораки 50 до 60% од вкупниот дневен енергетски внес кој што го внесуваме. Она што е важно е дека во однос на пирамидата на исхрана која што не дава дополнителни објаснувања, туку дава само сликовит приказ, во сегашните насоки за исхрана се препорачуваат кои јаглехидрати, од каде да потегнуваат. Ете, во самиот тој тањир на исхрана се вика дека треба да бидат интегрални или целозрнести жита. Секако овошето и зеленчукот, како што реков, протеините, и па од протеините се препорачува кои да бидат повеќе присутни, а кои помалку во исхрана. И тука има промени во Точно ставовите. така. Еве, например, класичен поедок. Корнфлекс и млеко. Дали е тоа здраво за организмот или пак е пат кон дебелина? Некои велат многу е подобро јајца и сланина. Таа комбинација е поздрава. Видете, сега каде да е почнеме од вистината? почеток. Појадокот е оброк кој што треба да ни обезбеди најголем дел од енергијата во текот на денот. Така што голем дел од исхраната која што треба да ја приме, да дојдеме до она време во кое што треба да се руча, а кај нас ручекот не е како во Холандија во 12 точно, туку ние сакаме да ручаме малку подоцна, нели? Заради тоа во текот на појадокот ние треба да имаме доволна количина на калории, значи првично ние јадеме за да примеме определена количина на калории. Не е неважно од каде ги примаме, апсолутно. Меѓутоа, првично треба определена количина на калории да примеме. Така што од овие два примери што ги кажавте, може би овој со јајцата е и со сланината, јас избегнувам да препорачувам тако, меѓутоа минимална количина ако се земе нема да биде ништо страшно. Меѓутоа количина на калории повеќе ќе примеме од тоа, значи ќе примеме протеини, ќе примеме определена количина на масти кои што ни се потребни. Секако дека треба и определена количина на јаглехидрати преку појадокот да примеме, така што да направиме една комбинација која што ќе ни даде калории, меѓутоа и нутриенси. Така што ако ја направиме таа комбинација е во ред. Затоа што јас се сомневам дека ако ние корнфлекс и млеко една чаша изедеме, дека тоа е доволно за да ни ги поддржи нашите активности во текот на денот до ручекот. Секако тоа зависи од сите. Јас и вие сигурно различна количина на калории треба да внесеме и вие можеби ќе издржите со тоа од сабајле, меѓутоа јас веројатно нема да издржам. Така што ако го спомнавте млекото, има интересни нови научни истражувања кои го преферираат, иако јас бев доста скептичен околу количината на млеко која што треба да се консумира, масленоста и така натаму. И секогаш препорачуваме, ако не сте мало дете, понатаму во текот на животот, секогаш да внесувате млеко со намалена масленост. Без разлика на масленоста која што ја приеме од млекото, млекото е важна биолошка субстанција заради калциумот, заради други параметри кои што ги внесуваме преку него. И има едно прилично ново истражување кое што покажува дека млекото и млечните производи немаат негативен ефект врз нашето здравје, туку имаат или неутрален, главно неутрален, или позитивен. Секако тоа не значи дека еднаква количина на сирење треба да јадеме во текот на денот колку и млеко, меѓутоа она што го примаме како кој што сме навикнати да го примаме како млеко и млечен производ, можеме да продолжиме да го примаме. Особено во оваа комбинација која што вие ја кажавте. А во текот на денот млечните производи секако да гледаме да не бидат главен извор на енергија. Туку на почеток на денот е добра препорака. Бидејќи некои млекото го стават на црната листа, така што е добро што ја појаснивте оваа студија. Сега многу го прескокнуваат обраци. Многу од нас прескокнуваат обраци пред се појадокот, кој што споменавте дека е исклучително важен. Па влие ли тоа на метаболизмот и на тежината
И дали се уште се релевантни оние 3 класични оброци појадок, ручек и вечера, бидејќи има некои нови трендови во исхраната кои што сугерираат поинаков пристап, како што е наизменичниот пост, каде што се вели intermittent fasting, 16 часа ништо да не се конзумира, а храната да се смести во оние 8 часа што преостануваат. Јас се уште не сум прочитал промени во насоките на тоа како треба да ги распределуваме нашите оброци. Причината за тоа е да се вратиме на првото прашање. Некои транзиции, економски, демографски, времето кое што го имаме на располагање и така натаму. Меѓутоа, доколку можеме да си го дозволиме луксузот, да си го испланираме нашиот ден, и натаму треба да примеме 3 оброци и 2 ужинки во текот на денот. Промените на стилот на живење, јадењето до доцна, пред спиење, кога јадење не ни треба, да се вратиме зошто појадокот е најважен, затоа што не обезбедува енергија за поголем дел од денот. Ова комплетно напуштање на традиционалната исхрана преку јадење на високо преработена храна, тоа ги влече овие трендови заради кои што луѓето доаѓаат во ситуација, бидејќи тоа привремено постоење што го викаат, многу пати е предизвикано од некои проблеми кои што се поврзани со изгледот, со зголемена телесна тежина, со дебелина, некојаш можеби со некои здравствени кои што со препорака од некого е земено. Меѓутоа, немаме ние научни докази кои што ги менуваат или би ги смениле препораките на тоа како треба да се храниме во текот на денот. Значи, 3 оброци во текот на денот, да, меѓутоа третиот да не биде во 11 навечер пред легнување. Туку да завршиме од 7:30-8 веќе, да завршиме со делот на исхрана и да го припремиме нашиот организам за тоа што следува. Тоа е сон, во кој што не ни треба нашиот организам да вари храна, туку да се одмара. Професоре, се повеќе млади пијат енергетски пијалоци. Како тие влијаат врз нивниот мозок и кардиоваскуларното здравје? И има ли вистина дека редовната конзумација на енергетски пијалоци може да доведе до остеопороза кај младите, пред се кај девојчињата? Морам да кажам дека ова за остеопорозата не можам да ви дадам одговор, затоа што не сум прочитал доволно ниво на студии кои што можат да ми го потврдат тоа. Излезе една таква студија? Можеби некако не дошле до мене. Јас сум поредолу претплатен на сите новини поврзани со исхраната, меѓутоа тоа не значи дека не може нешто да пропуштам. Меѓутоа, енергетските пијалаци, проблем кај нив е содржината на кофеин кој што го имаат во себе си, кој што содржат и самите по себе предупредување на нивната етикета дека не треба да бидат консумирани, не знам, од бремени жени, од деца, заради нивната висока количина на оваа состојка. Енергетските пијалаци имаат и високо ниво на шеќер. И тоа оној шеќер кој што го кажаме прости шеќери. Во овие препораки за исхрана, кој што ви кажа 50 до 60% да бидат јаглехидрати во исхраната, има и субпрепорака која што вели најмногу 10% да бидат од прости шеќери. А ние со еден енергетски пијалак во текот на денот тие ќе ги надминеме. Значи во старт сме го надминали количината на прости моно и дисахариди кои што треба да ги внесеме во нашиот организам. Така што енергетските пијалаци во многу земји веќе почнуваат оние кои што ги викаме рестрикции, даночни, фискални, кои што се поврзани со исхраната, започнуваат баш од енергетските пијалаци. Или од втората варијанта се овие пијалаци со висока количина на шеќер, безалкохолни и така натаму. Така што апсолутно јас немам никаква препорака за консумирање на енергетски пијалаци, особено од млади лица заради некаква потреба од зголемена концентрација или при учење за да се замени спиењето, за да се бидат подолго будни. Повеќе би препорачал малку подобро планирање. Тоа мислам ќе ги реши сите проблеми. Планирање на денот и планирање на нашите навики за условно да кажеме здраво живење. Затоа што сонот му е потребен на нашиот организам и понекогаш е поважно да го имаме сонот отколку да добиеме малку повисока оценка која што после тоа ќе одржуваме, а
и со пониска ќе имаме шанса подоцна да си ја поправиме. Знам кај децата зошто тоа се прави, ете да некое кампањско учење и така натаму. Меѓутоа здравието е поважно да си го чуваме од тие флуктуации кои што може да бидат предмет на промена. Професоре, има низа производи што се сметаат за здрави, да речеме интегрални грицки, разни типови на намази, но тие содржат голема количина сол, шеќер, заситени масти, млеко во прав. И сега како да процениме што е здраво, а што не? Се ова што го кажавте спаѓа под терминот на високо преработена храна. Значи, горе-долу се што ние купуваме, да не бидам сватен погрешно, јас не заговарам тоа да не се консумира, меѓутоа да се има внимание при консумацијата во големи количини на такви производи, сигурно. Значи, има етикета на секој производ пакуван, да се задржиме на нив, затоа што тие пак, ќе речем, тоа се преработени производи кои што не се препорачани да бидат основен извор на исхрана, во исхраната. Без разлика што се декларирани како здрави, и тоа може да биде предмет на разговор, како се декларираат, дали се здрави или не се здрави, суштината е дека се тие преработени. И без разлика што во нив е употребено интегрално брашно, употребени се количини на производи, они што вие ги спомнавте, дали висока количина на сол, дали висока количина на шеќер, дали млеко во прав и така натаму. Значи, тие не треба да бидат извор на здрава храна, како извор да се сметаат на здрава храна. Здрава храна е она која што кажавме во тој тањир на исхрана. Значи, овошје, зеленчук, условно да не ги кажеме здравите протеини, и да не ја заборавиме водата како основен производ за основна состојка која што треба да направи хидратација на нашиот организам. Значи, наместо сокови, вода. Апсолутно водата, затоа што ние да не заборавиме дека го имаме во голем број од нашите градови, села и така натаму, го имаме луксузот да имаме безбедна вода на чешма. Тоа е сериозен луксуз кој што не треба да го забораваме. Особено не денес, кога водата станува се позначаен ресурс. Така што тоа треба да биде основен извор за хидратација. Така што да заклучам, треба да се внимава со сите производи кои што се преработени, да не бидат примарни. Тие може да се консумираат, меѓутоа по многу ограничена количина, и со внимание кое консумираме да знаеме дека ние не внесуваме, не ги земаме нив како дека ќе не направат, ќе ни го подобрат нашето здравје, туку како некое помало зло во недостаток на нешто кое што е подготвено дома или подготвено од некој што знаеме дека го направил или е треба ли да ги читаме декларациите? Дали кај нас сметате дека граѓаните посетуваат внимание на она што е наведено на етикетата? Видете, граѓаните по тој параметар, како и за сите параметри во однос на она што е предвидено со регулатива, граѓаните се најмалку виновни и најмалку треба да се обвинуваат, да се обвинуваме дали го читаме или не го читаме. Етикетите се предефинирани. Знаеме што треба да стои на етикетата и многу малку од тоа што стои на таа етикета може нас да ни каже во смисол да ни каже доволно информации кои што ќе подобрат нашето здравје. Тоа се фактографски информации кои што мора да бидат на етикетата. Значи мора да знаеме колку енергија има тој производ, мора да знаеме колку се јаглехидрати, колку масти, колку протеин, дали на порција, дали на 100 грама, зависи како се декларира, вообичаено на 100 грама. Да знаеме од тие јаглехидрати колку се овие шеќери и да знаеме колку има сол и од колку од мастите се заситени масни киселини. И тоа е окей, ние може тоа да го знаеме и да ги знаеме овие препораки, па да седнеме дома и во текот на денот некакви калкулации да правиме дали е тоа во тие препораки или не. Што и воопшто не е едноставно, такви математики не, апсолутно да се едноставно, не е едноставно и не е ни препорачливо. Тоа е веќе одење во некоја крајност која што доста може да не ограничи во тоа што и треба да го консумираме, да почнеме да го избегнуваме да го консумираме. Она што денес се заговара, а во некои земји е и вистина, тоа се олеснување на информациите кои што им се даваат на потрошувачите, па преку тоа што го викаат етикети на предна страна.
на производот. Добра, што Значи, тоа? тоа се оние знаци кои што се воведени најрано во Скандинавија преку така наречената клучалка, или во Англија преку така наречениот семафор, или сега она што е во Франција и во голем дел, не во голем, меѓутоа во неколку десетици земји во светот, а тоа е така речениот Nutri-Score. Значи, означување, олеснување на изборот на потрошувачите. Па ако во тој Nutri-Score е А, да речеме, и таа е означена со зелено и буквата А, па знаеме дека тој производ во споредба со слични такви производи ги има подобри параметри на овие информации кои што се наоѓаат на етикетата. Значи, наместо да ги читаме и пресметуваме, за нас е тоа веќе пресметано и прочитано. Па така би требало да преферираме производ кој што е А во однос на производ кој што е Е. Односно е најдесно и најцрвен. Тоа многу олеснува. Тоа го олеснува, да речеме, кога јас одам во тие земји, гледам такви производи да речеме дека може би нешто знам во врска со со оваа проблематика, меѓутоа на вистина да седнем и да пресметуваме многу потешко отколку вака да имаме Така, избор да и споредба меѓу. И тоа ќе дојде, тоа ќе биде понатаму така ќе се прави, ќе им се олеснува на потрошувачите како да одберат храна. Постои препорака да се конзумира локално произведено и локално произведени сезонски производи. И сега зошто е тоа така? Дали на вистина тоа има влијание врз здравието или пак е тоа некој вид поддршка на економијата? Па двете. Тоа има влијание врз здравието затоа што под локални и сезонски производи најмногу ние подразбираме овош и зеленчук. При тоа секако дека треба да бидеме да се осигураме дека тие производи се прво безбедни. Тоа е многу важно, да не ни се случуваат локално произведени пиперки кои што ќе ги извеземе некаде, да откриеме дека тие се и локални и сезонски, ама представуваат опасност по здравието. Преполни со пестициди кои што се недозволени. Со забранета количина на пестицид. Значи, ете ви локален и сезонски производ кој што не е безбеден по нашето здравје. Меѓутоа, ако знаеме од кого купуваме, ако знаеме дека да се навратиме на ова. Но можеме ли да знаеме? Видете, тоа не можеме да го знаеме. Тоа не можеме да го знаеме, тоа не е ни наша работа кога сме излегле на пазар, кога сме излегле на пазар не е наша работа да знаеме. Работа е на контролните механизми на државата да дозволат или да не дозволат тој производ да се најде на пазар. Тоа не е наша работа. Ако ние не ги произведуваме тие пиперки или ако не ги купуваме од некој кој што знаеме како ги произведува. Во однос на органското производство тука има доста локално, природно и така натаму, па дали е органско или не, тотално збунувачки. Органското производство е природно. Така е, органското производство е сертифицирано производство. На секој органски производ треба да стои ознака за сертификатот. Сертифицирано значи земјиштето е проверено каде што е тоа. Има континуирани проверки во производството на количината затоа што некоја хемија во производството може да биде дури и дозволена ако се произведува и во органски услови. Минимални количини, меѓутоа и тие може да помнат кои што нема никако да го нарушат квалитетот на производот. Меѓутоа сигурно не пестициди и производи, затоа органските производи не изгледаат баш убаво, а овие кои што се произведуваат во големи количини индустријски се привлечни за око, затоа што ваму скоро и во стерилни услови нема никакви, да речем, организми кои што ќе им наштетат, а при органското тие се дозволени. Меѓутоа, органското би требало и е контролирано. За органските површини Министерството за земјоделство дава сертификати за таму да се одгледува и се надевам дека и го контролира тоа производство за да може да се стави на лепницата, односно етикетата органско, затоа што Македонија има и посебна етикета за тоа. Во контекст на пестицидите, еве пиперките, но очигледно и овошјето, зеленчукот, исто така може да бидат загадени, бидејќи не можеме веќе да бидеме сигурни во тоа кој произвел, дали ги почитувал мерките за распад на пестицидите и слично, во каква количина ставил. Дали со обично измивање на продуктот, на производот, или пак со негово лупење,
можеме да се ослободиме од пестицидите? Да, доколку тие се користени во рамките на препораката за нивно користење. Меѓутоа, ако тој пестицид е користен надвор од тие препораки, многу повеќе пати употребувам тоа што треба. Или во најлош случај се користи забранет пестицид, затоа што има пестициди кои што се на бела листа, викаме, има кои што се на црна листа, кои што се забранети. И сега вие ако користите нестручно, неправилно и во голема количина, не можете да се решите само со миење, затоа што тоа е веќе навлезен во производот во сите негови пори, како да кажам, не е само на површината. Меѓутоа, ако е согласно препораките тоа користено, апсолутно, мислам, затоа имаме правилници и законски акти кои што дозволуваат највисока количина. Не е нула дозволената количина. Тука е, не знам, определени милиграми на килограм на производ. А зошто сезонски производи? Сезонски повеќе е поврзано со делот она што го кажавте локално и сезонски, затоа што се смета дека нашиот организам многу по-лесно ќе се прилагоди нашиот гастроинтестинален систем на она што го има како продукт, па дури како нуспродукти на тоа производство, значи на локалното производство се смета дека нашата микробиота е по-прилагодена за тие и да ги искористи и полесно да се ослободи од истите. Дила да го конзумираме тоа што го конзумирале нашите предци. Така е, видете, тоа е добро ако можеме да го правиме така, меѓутоа мислам дека не е некој голем проблем ако консумираме и нешто што не е консумирано кај нас, а има здравствена добит за нас. Клучното прашање е дека ако ние консумираме грозје во мај, многу е веројатно дека тоа е донесено илјадници километри одавде од некаде, каде што тогаш е есен, да речеме, и тогаш тоа грозје дава свој плод и така натаму. Така што тука повеќе е прашање на безбедноста на храната отколку на квалитетот на исхраната. Затоа што можно е, ако знаеме дека е донесено кој знае од каде, поминало долг пат, а секогаш велиме дека патот од производ до внесување тој производ во нашето тело треба да биде што пократок тој синџир на исхрана, дека може би и за негово конзервирање се употребени хемикали и така што може да е нарушена неговата безбедност. Исто така е важна микробиолошката исправност на храната што ја конзумираме. Се внимава, предпоставувам, внимателно на тоа, дали и начинот на кој што ние дома ја подготвуваме храната, исто така влијае врз незината исправност. Влијае доколку сме невнимателни во сите книги за безбедност на храна има таму 5 правила, ги викаме 5 клуча за безбедност на храната. Еден од нив е како ние во нашиот дом постапуваме со храната. Така што опасноста од микробиолошка контаминација е многу голема доколку во нашиот дом ние, иако сме внеле безбедна храна, во текот на подготвувањето или во текот на конзумирањето на таа храна, таа да стане небезбедна. Дали е недоволно чување, време на ладно, дали е измешани сурови продукти со готови продукти или користиме алати во домаќинството кои што првим сме сечеле нешто друго, па потоа готов месо се исекло, а потоа значи такви вкрстени контаминации, такви вкрстени контаминации во нашиот дом се можни и секако дека нашиот дом е место каде што има големи опасности во однос на безбедноста на храната. Има некои бактерии кои што се размножуваат и на многу ниски температури, да речеме листерија, многу опасна бактерија која што може да се развие на 3 степени Целзиусови, значи температура која што е во нашиот фрижидер, доколку ја контаминираме храната или претходно била контаминирана. Така што многу е важно нашите хигиенски навики да бидат на ниво кое што ќе ги задоволи принципите на безбедност на храна. А дали начинот на кој што се подготвува храната влијае врз незината хранливост? Да, видете, температурата е тука клучен параметар и она што секогаш го викаме дека температурата може да уништи
определена количина на витамини во некоја храна. Значи, прашање на микронутриенсите. Меѓутоа, тука мериме што е по-корисно, а што е по-опасно. Користа треба да ја надминува опасноста. Вие не можете термички да не обработите определена храна за да ви биде безбедна. Сега со таа термичка обработка може да уништи дел од микронутриенсите, меѓутоа затоа микронутриенсите ни се потребни во микроколичини. Во многу мали и можеме лесно да ги надополниме преку друга храна. Така. Ке ги вклучиме гледачите од овој момент, почитувани емисијата е Контакт на професор доктор Игор Спировски од Институтот за јавно здравје е гостин во студиото на Телма. Професоре, постојано слушаме дека се фрла премногу храна, еве некои податоци велат дека дури 19% во мало продажбата, но тоа го прават и потрошувачите. Па зошто е тешко да се намали овој отпад? Па, право да ви кажам, тоа е сериозен проблем. И треба сериозно да почнеме да размислуваме како да се справиме со тој проблем на наше државно ниво. Се почнува малку порано во тој процес, а тоа е сепарирањето на отпадот, кој што кај нас не постои. Кога ќе почнеме да го делиме отпадот, кога нема се да фрламе на еден куп, кога ќе почнеме да сепарираме, тогаш ќе почнеме да сфаќаме колку всушност храна се фрла и зошто тоа се прави. Тогаш ќе почнеме и да размислуваме како можеме тоа да го заштитиме или да заштедиме дел од храната, која што не би требало да отиде во отпад. Секако дел од храната навистина мора да се фрли од разноразни причини кои што се поврзани со нашето здравје и со незината безбедност. Меѓутоа, отпадот од храна е нешто на кое што сериозно се размислува и земите првиот чекор во негово решавање е сепарирањето на отпадот. Значи, биолошкиот отпад... Селектирање да се направи? Да, селектирање да се направи. И сето дека тоа не го направиме, мислам дека не можеме многу да зборуваме за отпадот од храна. Затоа што се ќе биде адхок решение. Може да постои некоја иницијатива во некоја населба, во некој училиште, во некој дом, каде што живеат определена количина на определен број на луѓе кои што сами некако треба да се организираат како во комуна за да го заштитат отпадот од храна. Меѓутоа, се додека не почнеме генерално отпадот да го третираме како нешто од кое што не е само за фрлање, туку извор на енергија и со неговата преработка да почнеме да правиме нешто посериозно, отпадот од храна се уште нема да биде на дневен ред. За жал. И во овој момент не е. Имаме гледачи. Ќе ги вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Да прашам исхрана за миом и за Хашимото. Која храна не треба да ја јадам? Јас ви благодарам за вклучувањето во програма. Само да посочам дека гостинот е од Институтот за јавно здравје, дека не е нутриционист, но ете дали би можеле некаква насока да дадете, има ли некакви општи препораки за сето ова? Видете, јас би реферирал на сите наши гледачи кои што еве не слушаат да пробаат да појдат на веб страната на Институтот за јавно здравје и да ги отворат препораките за исхрана на населението. Тие ги направивме пред 10 години. Нема некои драматични промени. Има, еве, ние сега во овој момент пишуваме еден учебник за нашите студенти, специјализанти, постдипломци, докторанти, магистранти, во кој што тие новини ќе ги внесеме, меѓутоа тие препораки генерални се однесуваат на најголем дел на нашето население. Овие состојби кои што ги спомна гледачката, исхраната може да биде поддршка и сега ја не би се впуштал во некои препораки затоа што такви специфики не можам да дадам без да се види историја на болеста, некои резултати. Така што не би сакал да шпекулирам затоа што не ја знаеме состојбата, таа состојба ја знае незиниот лекар, кој што секако може да ја даде определени насоки, меѓутоа јас би препорачал да ги отворат тие насоки за исхрана, тие се убав документ во кој што може да се најдат себе си во однос на тоа каква им е сегашната состојба и што би правиле доколку имаат определени здравствени проблеми. Така, јасни, едноставни препораки. Релативно, да. Би требало да бидат, мислам дека точно затоа што се насочени за
за населението да ги не речам да ги разбере, не е тоа нешто тешко за разбирање, меѓутоа за да може да го прилагодат свој животен стил врз основа на она што се ризици поврзани со исхрана. А професоре, тешко ли да се води јавно здравствена кампања за здрава исхрана во време кога на социјалните медиуми можат да се слушнат секакви тези, ставови, често пати спротивставени на она што пораки спротивни на она што сакате вие да го патите? Еве затоа викам дека сигурно дека е тешко. Јас не сум стручњак за дигитален маркетинг и гледам дека индивидуалните мислења лесно потонуваат во морето на шпекулации. Социјалните мрежи се преполни со шпекулации и многу пати преполни со невистини. Затоа што најлесно се доаѓа до невистините и шпекулациите. За да дојдете до вистината, треба барем уште 5 клика да направите да дојдете до релативно кредибилен извор кој што може да ви ја потврди или негира вашата теза, меѓутоа вие тргнувате и сите тргнуваме во најголем дел случаите со погрешна теза. Така што да се вратиме и на претходното прашање, треба да ги побараме документите или препораките кои што ги имаме од институциите кои што се стручни тоа да го направат. Индивидуалните мислења не можат да креираат здравствена препорака, ниту пак здравствена политика. Ние, современите држави, тоа веќе го прават, иако и кај нив е преполно со шпекулации, преполно со... Затоа што мене ми личи дека во овој момент исхраната е едно од полињата во кои што најмногу се шпекулира. Така што борбата не е лесна, меѓутоа, еве, тоа е нешто на кое што треба понатаму, јас во мојата наставна дејност пробувам тоа да им го кажам на оние кои што им предава, ме слушаат студентите и така натаму, дека основна битка во моментот што треба да ја водиме е битката со вистината. Што е вистина, а што е невистина, да не речам лага во она што ни се пласира. Така, во и моретот едукацијата, дури и на високо квалификувани кадри, како што се докторите на медицина, со кои што работиме и во иднина кои што треба да работат и да не лекуваат, дури и кај нив, понекогаш забележувам дека и тие може да потпаднат под нешто што е спротивставено од она што го има во книгите од кои што учат. Така што тоа е нешто кое што е сериозен предизвик. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. И мисля јас на Лидија. Да, вие сте во програма. Поздрав до вас, до сите во студиото. Ви благодарам. Имам 3 конкретни прашања. Значи, одавна пазам на овошјето и на зеленчукот. Ме интересира кој го контролира кај нас, колку е прскано, колку има пестициди, отрови се. Така. Почнав дури да избегавам овошје да не јадам со слаб јадам. Второ, исто важи за лебот. За многу други работи, ама за лебот најмногу, поготово за интегралните што ги продават. Кој ги контролира и колку има интегрално брашно, како да знаеме кој е квалитет? А колку боја всушност? Само што го бојува лебот, така? И вашето трето прашање? Третото, сега го начина гостинот со тие препарати што се продават преку интернет. Поготово лекарства, да речем, за глобој, за подвладвање кожа, за не знам што таму. Кој ги проверва тие како стигнуваат овде? Така. Имаме 3 одлични прашања од гледач. Професоре, повелете. Да, многу добри прашања и многу добри дилеми. Првото е за кој контролира Во однос на пестицидите, во однос на овошјето пестицидите. и зеленчукот. Системот на контрола на храната кај нас, значи контролата на храната и активностите зависат од инспекциски служби. Кај нас инспекциска служба која што ја контролира, значи дава дозвола за нешто да се најде на пазар или да се повлече од пазар е Агенцијата за храна и ветеринарство. Агенцијата за храна и ветеринарство има своји програми. Ја не сега во нивно име да зборувам, јас само кажувам како функционира системот. Има своји програми за мониторинг, спрема кој зема примероци од храна, има своји планови како го прави тоа, и примероците на храна ги носи во лаборатории каде што се испитуваат. Се даваат резултати и инспекторот за храна согласно тие резултати постапува. Може да дозволи храната да биде на пазарот,
може парцијално да нареди уништување на определен лот на храна, определена пратка или определена производствена линија, производствен, да речем, сегмент на храна, или да нареди целосно уништување на храната. Затоа што целата храна ќе се утврди дека е, не знам, со поминат рок или има висока количина на некој контаминент и така натаму. Значи, тоа е тој систем. Институтот за јавно здравје и центрите за јавно здравје во државата, во тој дел се во услужна дејност. Значи, дел од производите се контролираат и кај нас. Меѓутоа се контролираат и во голем број на други лаборатории, за жал и во лаборатории кои што се приватни. Односно, кои што немаат никаква, освен економска поврзаност со државата. Значи, кога ќе дојде една мостра во Институтот за јавно здравје, ние секогаш се раководиме од главниот принцип во јавното здравје, тоа е принципот на предпазливост. И ако некоја веднаш се состануваме, разговараме, препораките кои што ги даваме до инспекторите, ги даваме во постојана комуникација со нив, а разликата доколку, според моје сваќање, доколку имате само економска поврзаност со оној кој што ви плаќа услуги, а не сакате никогаш нормално да одите во некој зијан во однос на анализите, тогаш мислам дека е поголем ризикот по здравјето на нашето население. Меѓутоа, регулативата законска е таква каква што е дозволува, базирано на акредитацијата на определени методи, дозволува Агенцијата за храна и ветеринарство да ги испрати во лаборатории кои што, да речеме, за тоа нема определена акредитација во државата, па може дури надвор да се испрати некоја мостра за анализа и така натаму. Меѓутоа, мислам дека капацитетите се веќе доста добри за низ државата да се направи таа контрола. Секако проблем со храната е што не можете се и да исконтролирате. Невозможно е се да исконтролирате. Едноставно нема држава што се може да исконтролира. И примарно, и секундарно производство, и производство од увоз, она што е увозна храна. Тешко е се да се исконтролира и секогаш ќе има опасност. Целата работа е да може да ја сведеме таа опасност на минимум. Значи, минимален да биде ризикот на населението. Исто и за лебот. За лебот имате помошен механизам, а тоа се сепак етикетите. На етикетите на лебот, ако е лебот пакуван. Мислам дека се уште имаме лебови кои што во моментот се произведуваат и се продаваат, кои што немаат задолжение да имаат етикета на нив. Меѓутоа, на лебот на кој што има етикета, имате листа на производи. Тоа е еден начин како се читаат етикетите. Во оној дел кој што вика состојки, онаа состојка која што е прва назначена, неја ја има најмногу. Тие се назначуваат во како по правило, по опаѓачки редослед. Тоа што е најмногу е прво, па тоа што е така што и во интегрален леб кој што се продава под името интегрален, мора да видите дали е доминантно бело пченично брашно или интегрално пченично брашно. Иако не смее да се рекламира како интегрален леб, ако доминантно не е брашното од цело зрно, значи интегрално. Така што тоа ви е помош при одбирањето на лебовите. А контролата секако, тој што кој што го произведува лебот, мора да има валиден сертификат кој што го е направен и на кој што му се дадени параметрите на нутритивниот состав. И третото, можеби најважно прашање со овие лекови кои што ги рековте, јас повеќе би рекол дека се додатоци на исхрана, а ако има лекови, тоа е уште пострашно, кои што се набавуваат онлайн, контролата на нивното набавување е многу тешка, да не речам дека не постои. Значи, тука, бидејќи нема национална регулатива која што тоа ќе го забрани, а и меѓународно е сериозен проблем, кој што ќе ви забрани вие да купите некој онлайн производ, не мислам дека има таа прекогранична тој тип на соработка да ние не можеме да си нарачаме преку интернет што сакаме. Тука сме ние најважни. Во системот на безбедност на храната порано беше некој друг, некој трет одговара за нас, државата, некои институции. Во новиот систем и новите препораки за безбедност на храна и ние имаме самите одговорност. Не се само некои други виновни, ние сме виновни, иако најмалку можеби. Меѓутоа во набавката на тие производи јас
навистина би препорачал максимално да се избегнува купување на додатоци на исхрана онлайн. Затоа што апсолутно немате никаква контрола на тој производ, каде е произведен, како е произведен, што има во него. И така е тешко ако не се витаминско-минерални. Витамините и минералите голе-долу дешно може да ги докажете. Меѓутоа, производи на хербална основа, кои што гледам дека масовно се консумираат, а и масовно се нарачуваат, тие се многу тешко... Препарати за слабење, no? Препаратите за слабење се друга приказна. Препаратите за слабење се апсолутно не се препорачани за консумирање. Тие не се ако не се контролирани лекови. Затоа велам, ако е лек кој што поминал ригорозна постапка за квалитет, а лековите поминуваат ригорозна постапка и на крај на краиштата лекот се препорачува од лекар, не може вие лек на своја рака. На своја рака да земете. Дури и ако еве овие лекови сега што се за слабење и така натаму, дури ако не е на фондот не го плаќа тоа, сепак ви треба препорака од лекар за да го купите. Не можете да појдете и да го купите. А на црниот пазар, затоа што онлайн пазарот во таа сфера многу пати е црн пазар, ние мора да бидеме внимателни. Во моментов нема кој да не заштити освен самите нас. Така што мојата препорака е избегнувајте максимално. Професоре, јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Тилма амбуланта и за сите препораки што ги спративте до нашите гледачи. Благодарам на поканата. Почитувани, тука ја закружуваме денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен ден.